Почитувани граѓани, почитувани лозари, со задоволство може да споделиме со вас дека владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија продолжува со решавање на наследените проблеми од претходната власт, меѓу кои и лозарите. Имено, владата издаде решение за обештетување на лозарите во периодот од 2014 до 2016 година, кои имаат предадено, а не наплатено грозде во приватните винарии. За таа цел, партијаниците на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија предложија, а собранието ги усвои измените на Законот за земјоделство и рурален развој. Благодарение на овие измени на законот, во изминатиот период беа исплатени повеќе од 2000 лозари во купен износ од над 77 милиони денари. После долги години, трудот на овие лица е вреднуван и платен и конечно се води вистинска грижа за лозарите. Наспроти тоа, опозицијската ВМРО ДПМН уште еднаш докажува дека не ги интересираат лозарите и како тие ќе преживеат со 3 години неплатено грозде од нивниот мандат. Тие едноставно се грижат за собирање на некој ситен предизборен поен. Таква е и намерата и на приговорот пратен до Државната комисија за спречување на корупцијата од нивна страна за исплата на лозарите. Со кое лице ја бајате поддршката од лозарите на престојните председателски избори, а јавно и јасно сте против нивните интереси. Поради тоа ве повикуваме во недела својот глас да го дадете за оние кои се грижат и ги почитуваат граѓаните, за оние кои ги штитат нивните интереси и се залагаат сите сфери од општеството да се движат напред. Затоа ве повикувам на 21 април својот глас да го дадете за господинот Стево Пендаровски. Ви благодарам.